Почнуваме да го расетнуваме месец март. 1 март е денеска во исчекување на потопло време, во исчекување на подобро расположение. И денеска 60 минути со сончевина и со мене, јас сум Ивана, ќе ве дружам денеска во нашите содржини секако што ги направивме само за вас. И денеска интересни прилози и како квалитетно гостување. Станува збор во нашето студио за трет пат ќе ни бидат гости доктор Билјана Бундевска и доктор Николица Цекич. Денеска ќе опфатиме само дел од проблематиките во оториноларингологијата. Станува збор за оној проблем кај луѓето се нарекува полипи во носот. Значи, тоа е една проблематика која ќе ја продискутираме нешто подоцна. Во меѓувреме ќе видиме интересни прилози, дали сте знаеле, потоа еден прилог од областа кариера, како да се мотивираме на работното место. Имаме хороскоп секако и доста сервисни информации како од Македонија, така и од светот. Уште еден апел до сите храбри дами, девојки и мажени на мажени кој би сакал нешто да смени на себе, да се пријави на нашите телефони 3130-137 и 3211-906 и да биде дел од нашата акција насловена како трансформација во соработка со Саша и Мики ексклузив. Поздрав до нив, а поздрав и до Оптика Ели, кои што се наоѓаат веднаш во трговскиот бисер на Приземје, локал 56, место каде што изобилува со квалитетни диоптерски, како и очила за сонце. И голем поздрав до Ламер Козметик. Сите оние што сакаат да се разубават на природна основа, нека отидат во Ламер секако. Одиме со добра песна, а потоа се враќаме со нашите содржини. Знаем дека љубов е кога по тебе тргна без да размислам. Ко војник ти се предадо, те засака баш тебе. Ти секогаш ги знаеше сите желби мои, пред да ги помислам. Зошто живеам, ја знаем. А не знам кога започна да пропага љубов
Почнуваме со една информација која што ја позајмивме од МакФак. Станува збор за недела на борба против ракот. Преку хуманитарни манифестации, првото антиканцер здружение Животна искра ќе одбележи неделата на борба против ракот од 1 до 8 март. Првата манифестација ќе се одржи на 7 март со посета на пациентките на клиниките за тораковаскуларна хирургија, абдоминална хирургија и клиниката за онкологија и радиотерапија. Активистите на Животна искра во соработка со волонтерите на Црвениот крст на град Скопје, представничките на синдикалната организација на Гранит, Националниот совет за редовна рамноправност СОЖАМ и Македонското женско лоби, честитајќи им го меѓународниот ден на жените 8 март, ќе им подарат на пациентките цвеќе, брошури и други пригодни подароци. Значи, одлична акција е ова во соработка со волонтерите од Црвен крст. За Црвен крст нешто подоцна ќе ви кажам. Следна информација ни е од Интерпрес, од Инпрес 29 нови наслови во Охридската библиотека. Библиотеката Григор Прличев од Охрид го збогати книжниот фонд со 29 нови наслови. Станува збор за публикации од областа на белетристиката, психологија, монографски изданија. Читателите може да ги изнајмуваат познатите наслови како Сопругата на дипломатот, Принцезата во сенка, Затворот Моцарт, Руска зима, Креативност, Моќта на подсвеста, Вистини кои ќе ви го променат животот, монографиите Охрид, Македонски народни везови и други изданија. Значи, тоа е дел од книжевноста во Македонија. Потоа дневник информација. Министерството ќе набавува лекови за ретките болести. Директорот на клиниката за детски болести Ацо Костовски најави дека наскоро Министерството за здравство ќе објави тендер за набавка на лекови потребни за лекување на ретките болести од кои боледуваат повеќе пациенти. Најавата доаѓа по реакциите на Сдруженијето на граѓани за ретки болести Живот со предизвици. Околу тоа тешко се обезбедуваат лекови за пациенти кои боледуваат од ретки болести. Конечно се сетија и ова да го направат. Следно е МакФакс прогласени победниците за конкурсот за најдобра фотографија од Скопје. Представници на градските власти на Скопје и стручната комисија ги прогласија добитниците на награди за најдобрата фотографија, кои што беа избрани во рамките на неодамно распишаниот конкурс за избор на најдобра фотографија со мотиви од градот Скопје. Теми на кои што конкурираа фотографите беа Скопје, градот што се менува, потоа старата скопска чаршија и знаменитостите, односно сакралните објекти во чаршијата и калето и водите и убавините на Скопје. Ете така. Има многу богами што да се слика во нашиот град, но треба повеќе вакви акции и проекти, се разбира. Во продолжение одиме со хороскоп, а веднаш по него прилогот Дали сте знаеле?
Дали сте знаеле која држава има повеќе овци од луѓе? Во Австралија полесно е да најдеш овца отколку човек. Во Австралија имало околу 148 милиони овци во 80-тите години на минатиот век, додека човечката популација изнесува 14,4 милиони. Значи, на овој континент може да се сретнат повеќе од 10 пати овци отколку луѓе, односно на секој човек има по 10 овци. Ова не изненадува, бидејќи Австралија е водеч во светското производство на волна, водејќи со дури 30% од светските резерви. Една фарма во близина на Commonwealth Hill во Јужна Австралија покрива површина од 10.570 км2, два пати повеќе од Делавер. Овој ранч е дом на околу 90.000 овци и неколку илјадници кенгури. Дали сте знаеле нешто повеќе за жирафата? Жирафа е животно кое потекнува од Африка и е највисокото животно со најдолг врат. Со просечна маса од 1190 кг, жирафата е најголемиот жив преживар. Од сите цицачи, жирафата има најмалку потреба од сон, во просек околу 2 часа во деноноќие. Должината на јазикот на просечна жирафа е околу 45 см. Со помош на јазикот, жирафата може потполно да го исчисти своето лице од инсекти, како и да влече помали гранки од растенијата со кои се храни. Срцето на просечна жирафа има проток од 60 литри во минута, тежи 12 кг и создава притисок околу 3 пати повисок од крвниот притисок на човек, со цел крвта да може да достигне доволна циркулација во најоддалечените делови, посебно мозокот на жирафата. Крвните садови со вратот на жирафата имаат посебни залистоци кои спречуваат притисокот на крвта во главата да минува низ нагли промени кога животното нагло ја спушта или крева главата. И машките и женските жирафи имаат рогови. Дали сте знаеле зошто Њу Јорк е наречен големото јаболко? Една од најпопуларните приказни за тоа како Њу Јорк го добил својот прекар е следнава. Во текот на 1940 година Роберт Емерих, кој свирел на пијано во Томи Дорси бенд, напишал една мрачна песна наречена Големото јаболко. За многу кратко време песната била заборавена од сите, освен од легендарниот новинар Волтер Винчел. На тој толку многу му се допаднала песната што во својот дневник и во етерот на радиото секојдневно го нарекувал Њу Јорк Сити Големото јаболко. Наскоро насловот на мрачната песна станала Прекар на големиот град, но прекарот на големото јаболко бил документиран многу порано, во 1909 година во книгата Вајфарер од Едвард Мартин. Но излегле разни дебати во врска околу ова прашање, па се воспоставило дека прекарот големото јаболко бил употребуван за било кој голем град и бил однесен надвор од контекст кога се зборувало за Њу Јорк. Прекарот бил познат како старото име за Њу Јорк, се додека не било обновено во 1970-тите. Дали сте знаеле кога престануваме да растеме? Девојките ја достигнуваат нивната полна височина кога се на околу 18 годишна возраст, но момчињата продолжуваат да се развиваат уште неколку години. Постојат два периоди во животот кога ќе расте многу брзо. Првиот период започнува веднаш по раѓањето и трае се додека бебето не наполни 6 месеци. Вториот период се јавува кога ќе се стаса до своите рани тинеџерски години. Девојчињата растат побрзо отколку момчињата додека се тинеџери, а потоа момчињата се израмнуваат и растат побрзо и посилно. Главата ќе престане да расте порано од остатокот од телото. Кога сте биле новородено бебе, сигурно сте изгледале како да сте имале само глава, но со тек на времето до вашите 10 години главата ви била во пропорционална големина со вашето тело. Коските на вашите раце и нозе биле кратки кога сте биле бебе. Кога се достигнува возраст од 9, вашите коски почнуваат да се развиваат брзо и продолжуваат да растат додека не достигнат своја полна висина. Покрај зголемената височина, вашето тело се менува и на друг начин. Кога момчето е околу 13 години, неговиот глас започнува да се продлабочува и може да започне да расте брада. На возраст од 13, телото на девојчињата почнува да изгледа и да функционира како една жена. Во внатрешноста на телата на двајца тинеџери се случуваат важни промени кои им овозможуваат кога ќе бидат постари да станат татковци и мајки.
Најчести причини за проблематика со нашиот нос се отежнатото дишење преку носот, а најчесто тоа е проблемот насловен како носна полиоза. Каде се јавува, како се јавува и кои се проблемите и симптомите и начинот на решавање, ќе ни открија доктор Николица Цекич и доктор Билјана Бундевска, денешните наши гости. Добро најдовме. Што го одвоите вашето време. Знаеме какво е времето на докторите, секогаш во динамика и преполно со обврски и многу прегледи. Па затоа уште еднаш ви се заблагодарувам и веднаш преоѓам на првото прашање, а тоа е што представуваат полипи во нос. Ќе одговорам на прашањето, но да се надоврзам на претходното речено. Значи, ова е трета емисија тачно, идеме прекрасно кој еден серијал. Значи, ако се погледнат првите две емисии, значи оваа и следните кои се договорени се направени да едноставно дел или парче од таа медицина, од оториноларингологијата, од уво нос и грло, на еден народен начин да ги приближиме до вашите гледачи сите во Македонија нормално, се со цел малце тоа ниво на, ќе речам, безобразно, здравствена култура се подигне, затоа што чекањето не е злато во медицината, напротив, навреме ако се јави човек, може полесно да помине. Значи, полипите е еден ентитет во нашата струка и во всушност представуваат бенигни творби, значи доброќудни творби во носот, кои го реметат нормалното носно дишење. Ако земеме во предвид дека носот и носното дишење е правилниот начин на живење, било која причина која ќе доведе до пореметување на тоа носно дишење, знае да се рефлектира на останатите органи. Но треба да се напомене дека полипите не се причина, него тие едноставно представуваат последица на одредени заболувања во носот кои доведуваат до нивно јавување. Каде најчесто се појавуваат полипите? Значи, како места кај што најчесто може да се појават полипите, тоа се деловите во носната и синусните шуплини. Така, може слика број 3 да ја пуштиме? Да, можеме да ја пуштиме и да прокоментираме сликата. Не, ова третата слика, последната реже ако може, ето да. така. Значи, како што гледате, носно-синусната полипоза се јавува, како што кажува самото име, во носните ходници и тоа најчесто во пределот на средната носна школка, како резултат на оток на лигавицата од средната носна школка. Може да се јават во синусните шуплини, на самите усти, односно отворите на синусните шуплини, или пак во делот на долната носна школка, во опашката, каде што прават блокирање на евстахиевата туба и пореметување во однос на... А уште поживописно да видиме, значи со баш пример од некој човек со како е во Македонија, за жал. Значи, ова е носниците се, каде што со помош на носна клешта, благо отварање се гледа дека веќе излегуваат од носот. Со што се карактеризираат полипите во носот? Пред да одговори, пошто иде прашањето ќе биде попластично, може од режија да го пуштат и првиот клип полипи во носот, додека докторката објасни за карактеристиките на носот. Да, на самиот клип може да се види што всушност представуваат полипите. Тоа што го гледате, што е со розеникаво сива конзистенција, значи розеникаво сива боја, мека конзистенција, представува полип од средниот носен ходник. Значи, тоа се бенигни, доброчудни творби кои што се јавуваат во носот. Проблем на кој што сепак има решение, значи не нерешлив проблем. Како што реков, мека пихтиеста конзистенција, проблем прават доколку, значи, растат и нивниот раст не е контролиран, па доведува до деструкција на околното ткиво. Како што гледате, ова е се повеќе мултипни полипи од носот и ова исто така една полипоза, носна полипоза, каде што имаме неконтролиран раст, па веќе дошло и до предните носни отвори. Добар квалитетен македонски производ. Не е третиран. За жал. За жал, да. Кои се причините за настанување на овие големи полипи во носот? Значи вака, како причини за настанување на полипите, би почнала за механизмот на настанување. Механизмот на настанување на полипите е поради оток на лигавицата во носот. Значи, полипите настануваат од кога ќе настане оток на лигавицата во носот и тоа без разлика дали се работи од хронични или акутни воспалителни процеси или најчесто алергиска етиологија, причина е за оток на лигавицата. Тука се спомнуваат и други автоимуни, метаболни, ендокрини заболувања, но во нашата патологија најчести се алергиската и воспалителната реакција. Значи, самиот оток на носот доведува, кој што не е третиран или со терапија, доведува до создавање на врекести проширувања
и создавање на тие полипи. Тие всушност се вреќастите проширување на лигавицата од носот, се точно полипите од носот. Со кои симптоми се пропратени? Чешаат ли тие или Не, пак деформираат нешто внатре? Значи, полипите во носот се пропратени како симптоми кои што ги пратат се запушување на носот и тоа од различен степен. Во почетокот тоа е благо, а потоа се како тече времето, како нели се зголемуваат полипите, доваѓа до се поголема запушеност на носот и неможност за дишење на нос. Може да биде пропратено со секреција од носот од различен тип, кој што на почетокот може да биде серозна, а потоа може да настане и воспалителна гнојава секреција. Може да има и исто така губење, значи не може него сигурен симптом е губењето на мирисот кај полипите, затоа што доваѓа до блокирање на мирисната зона и синузитот како компликација нели на полипите, поради тоа што доаѓа до блокирање на носните кавоми и дренажата и воздушноста, односно дренажата и самата реакција на носните шуплини. Така, преку кои методи се доаѓа до точната диагноза? Па секако се знае, тоа е класика. Пред се добро земена анамнеза, тоа не смееме да го заборавиме, или поточно речено податоци од пациентот за состојбата на која се жали и нормално испитувањата кои се работат во нашата струка. Значи, кога е развиен носниот полип, носната полипоза, може да се види со обични носни клешти и челно светло, додека сега се повеќе се оди на ендоскопските техники. Така, може да видиме и Да. сликата, Првата слика што беше, каде што со помош на ендоскопите буквално може да се влезе во носните шуплини, во сите нивни места и може да се видат и почетни Дали промени. ова, докторе, болно? Апсолутно не, но индивидуално може би не убаво да кажам, но кога прегледувате женско и машко, разликата е драстична. Тоа е јасно, жените имаат повисок праг на толеранција и полесно издржуваат, и ако треба да дам некои проценти, нема да изразам, кај машките повеќе трошам локален анестетик, него кај Јас морам да ви женскиот заблагодарам свет. за оваа јавна признание. Но тоа си е, мислам, и научно Да, докажано, нема тука што. Така, Нема така. тука што. Значи, ендоскопијата генерално царува, на нашите простори е 15 години, тоа веќе го напоменавме, и добро е што веќе све повеќе и повеќе нашите оториноларинголошки амбуланти генерално се опремуваат, така да ќе бидеме спремни многу побрзо и покоректно да дојдеме до диагноза. Дали, 3 дена ми е затнат носот или имам некој тегуби осеќа, може би погоре од носот, дали секоја промена со дишењето и со проблематиката во носот значи полип? Не, апсолутно не. Значи, не може никој да се етикетира одма да рече јас имам полипи во носот. Причини за запушеност на нос има многу. Од една обична банална настинка, вироза, бактеријска инфекција, алергиите, сега алергиите царуваат кај нас. Да, проблемот е да се докаже кога настанува еден оток во носот, кога не можете да видите ништо. Оти носот не е слика да ја погледнете и да знаете што и како. Значи, најпред треба да се намали тој оток, да може да се направи коректен преглед. И тука се прават грешките. Многу пати полипозните творби може да се најдат во задните партии. Да, сигурно и гледачиве што слушаат, има пациенти, се надејам, кои не гледаат, каде што во првите прегледи, првата контрола не сме можеле да видиме, но кога ќе се повлече отокот, може да се регистрираат и да не заборавиме, мислам дека може да иде и вториот видео материјал, каде што кога веќе имаме богата симптоматологија, апсолутно веќе не се иде на тие старите рентген. Така, може од режија вториот клип, видео запис да го видиме? Значи, се прави квалитетна компјутерска снимка каде што не може да се промаши. Тука се гледаат промените во носот, кој што иде видеоклипот, значи се гледаат и промените во сите 4 параназални синуси. Значи, полипите не само во носот, тие знаат да ги опфатат, да се јават и во параназалните шуплини, така да прават проблеми кои веќе ги напомена докторката. Да. Што опфаќа конзервативното лекување, тогаш кога се уште се бориме да не одиме под нож? Значи, конзервативното, сега започнувам прво со конзервативниот третман на лекување. Во суштина, полипите можат, како со конзервативната терапија, само малку да ја промена, да е подобра здравствената состојба на болните кои што имаат проблем со полипи, но трајното решавање е отстранувањето на полипите.
Во однос на конзервативната терапија би спомнала употреба на деконгестиви, спрееви за нос или локалните кортикопрепарати, кои што ќе доведат до намалување на самиот оток на лигавицата и во одреден степен ќе ја намалат големината на самиот полип. Тука би споменала и антихистаминиците, поради тоа што алергиската причина е најчестата причина која што доведува до појава на полипите. Би ги спомнала антибиотиците, но сепак би напомнала, нели, според микробиолошкиот наод брисот, прво да се верифицира за која бактерија станува збор, која што го предизвикува воспалението, а потоа да се оди со третман со антибиотици. Но сепак би нагласила, значи, таа терапија која што конзервативно му се дава на пациентот нема да доведе до излекување, бидејќи со самото прекинување на терапијата, подолгорочна е, постои можност, голема веројатност да се повторно јават полипите. Затоа единствен начин на подолготрајно решавање на проблемот е ендоскопското отстранување на полипите. Сега одмараме со едни флеш вести, за потоа да одиме во не малку погрубиот дел, каде визуелно ќе видиме што значи хируршка интервенција. One way or another, I shall have deliverance.
оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп. Во продолжение од режија, моите колеги ги замолувам да се пушти третиот, четвртиот и петиот видеозапис за да се одговори на прашањето како се изведуваат интервенциите за отстранување на полипите во нос. А добро, нели има класични техники кои пополека веќе заоѓаат, да речем, иако се уште се користат. Јас ќе ги коментирам овие видеозаписи, тоа се наши материјали. Овдека тоа како излегува полип од синусот, значи ова е полипозноцистична творба, претходно проширен природниот отвор на виличниот синус. Значи луѓето се чудат зар може? Еве го може. Значи внимателно, пополека, сите промени кои настанале во синусната шуплина низ претходно проширениот природен отвор може да излезе таа полипозноцистична творба која можете да видите дека не е така мала. Значи тоа е тој простор. Може да иде понатаму слободно и другиот следните клипови, значи рековме тројка, четворка и петка, не дека секој пат имаме мали полипи, ова е еден пример дека полипите може да бидат стварно големи, ова е исто наш видеозапис, каде што човек да се чуди од каде излегуваат овие работи. Да. И последниот видеоклип во овој дел, значи еден занимлива состојба, значи ова е полип од синус веноидалис, тоест тој синус што велиме дека е во центар на главата, кој знае да биде причинител нормално за големи главоболки. Значи тука завршуваме, мислам, со овие видеозаписи. Само ќе напоменам она што го разговаравме претходно, дека не беше целта да покажеме некои слики, нека прекине ова постем или да продолжиме, како ви одговара. Како сакате, доктор? Добро, ќе продолжиме. Сакав да кажам дека вака кога се гледаат вакви снимки, види ги шо прават сега, сака да покажа шо како работат. Не, јас ова би го дефинирал другачие. Значи, снимките нека бидат поука на претходно реченото. Нема потреба се чека година, две, три, па после леле Латко Илиевски што направивме. Значи, затоа треба коректно, навремено јавување, оти секој пат сега, да не биде јас морам фелата да си ја бранам, секој пат е доктор открив за некој што после 3 години се јавил. Затоа што не е исто дали се оперираат мали или големи полипи, по величина или по форма или по локација, тоа е големо значење има во однос на рецидивите. Големо значење има во однос на тежината на самата интервенција. Значи, кога се помали полипозни творби, нормално дека помала ќе биде траумата на здравото ткиво. Да се вратиме на прашањето, да, кој што се виде, тоа се ендоскопски техники, значи целта е подоко, внимателно, да се отстранат само патолошките промени, значи промените кои прават проблем и основната цел е да се сочува нормалната архитектура на носната шуплина, затоа што таа е неслучајно таква, си има улога во незините функции, значи архитектурата да си остане, после тоа да се одржи нормално, правилно носно дишење, а полипозните творби да ги нема. Така, дали имате некој искуство со екстремно голем полип? Или има некоја мерка за тоа до каде може да биде проширен и колкав е најголемиот полип? Преска имаше едно прашање, докторката него го прекина, значи имаме ние тоа frog face, или жабјо лице,
Убаво го поставивте прашањето, сте се припремиле. Значи, јас во мојава пракса, да речем, од 15-16 години што ја работам оваа техника, сум имал 3 или 4 случаеви каде што полипозните промени прават извртоперување на лицето. Да, фрог фейс се вика, жабјо лице. Значи, може да направи, тоа го напомна докторката, деструкција или уништување на околните структури. Значи, нормално нетретирани можат да прават проблем. Мислам дека сега може да појдеме и со последниот видеозапис, од режија би ги замолил, затоа што не е само со фаталки вадење полипи, техниката иде напред. Ова е шевер, кој исто за прв пат тогаш у тоа време во војна болница, сега веќе го има на повеќе места, се отстрануваат полипи и полипозни дегенерации, тие што ги напомна докторката. Значи, све она што е патолошко на еден културен начин да се ишиша, да се избричи и гледате од страна да не се оштетат околните структури, лигавицата на носната преграда и слично. Шеверот дава многу можности, меѓу другото еве полипозна дегенерација на средна школка. Вака личи ко топче, но со негова помош многу полесно успеваме да направиме ревизија една, тоест да ја вратиме архитектурата или формата на самата средна носна школка. Буквално шиша, ја трга болната лигавица, да речеме, и ја враќаме формата за да се очува таа архитектура на средната носна школка и воопшто на носот. Иако сега секако има уште нови техники кои се воведуваат. Да, баш тоа сакав да ве прашам, дали има во медицина во оваа ваша област оториноларингологијата некој најнов метод? Па не би го рекол јас најнов, стално се тежне да се најде нешто што ќе ни олесни. Да. Значи, еве, неколку месеци наназад, во Ремедика, каде што ги изведуваме дел од операциите, значи, почнавме да работиме меѓу другото, нели, крајници на останатото, работиме и со диоден ласер во решавање на полипозните творби. Значи, да, јас сеќам, нема потреба, еве, гледате, луѓе работиме со ласер, нема потреба да се прави фама. Сите тие нови апарати само се додаток во раката на хирургот, кој треба добро да ги искористи, се со цел да заврши една добра операција. Апсолутно дека вреди. Би било некоректно да речам глупост. Не е глупост, затоа што е последната операција што ја работевме, тоа беше рецидивантна носна полипоза по четврти пат, девојче младо, 25-6 години, значи каде што веќе се очекуваат поголеми крварења, со помош на ласерот, направивме една прекрасна операција, меѓу другото и ние да уживаме во операцијата, а не да биде крвава и што ја знам. Апсолутно ни вреди и апсолутно продолжуваме сите работи нови што ќе излезат да ги користиме се со цел добро за пациентот. Докторе, веќе впрочем ми одговоривте на последното прашање. Јас сакав да поставам дали и доколку се направи отстранување со интервенција на полипите и можно во иднина повторно да се појават. Но еве баш примерот на ова девојче кажа дека Па добро, не секој пат. Не секој пат. Тука прво да објасниме, тоа никој не може да каже ќе се јави или не. Генерално, кога е еден полип, која е на петелка, која ќе се отстрани, тука можностите да се јават повторно полипи е сосема мала. Има и зашто ќе објасниме. Ако ние го велиме антрохоанален полип, тоа е еден голем полип во задните партии, сега да не барам македонски збор за него не е битно, во литературата стои дека 5 до 10% знае само да се повтори. Ако преска што видовме од видеозаписите повеќе полипи набиени во тој мал простор, значи можноста за јавување е поголема. И тука има едно но или али. Ако пациентот, значи после операцијата не значи сме извадиле полипи и готово е се. Потребни се редовни контроли на кои не инсистираме. Ако се јави полип, може амбулантски, не мора да се иде операција мал, се вади амбулантски со локална анестезија и редовно терапија зимање. Ако е полипот, ако е причинителот алергија, се знае дека ако не прима терапија за алергија или ако не се реши алергијата со десензибилизација вакцина, тогаш нормално дека ќе настане оток на лигавицата и може да се изроди нов полип. Ако е пациентот попримерен, редовен на контролите, редовно се
третира со соодветна терапија, можноста да се јави е помала. И ајде завршница на овој разговор со доктор Билјана, еден совет и апел до сите кои што чекаат многу време, кои што веќе имаат некакви симптоми. Што им предлагате? Значи да, апсолутно што почувствуваат дека имаат запушен нос, кој што трае подолго време и при употребата, да речеме, на спрееви за нос не попушта, него се влошува запушеноста, со зголемува степенот на запушеноста, секако треба да се јават на лекар за да се диагностицира за што станува збор. Кога веќе имаме специјалисти за уво, нос и грло, јас би сакала да ве поздравам со вашата ординација и да ги споменеме уште еднаш вашите броеви за закажување. Да, значи телефонот за закажување е 24 64 160. Така. И уште една работа, значи секој одложување на проблемот не значи решавање на проблемот. Така, напротив. Само комплицирање на така. ситуација. Ви благодарам за денешното гостување. Се дружиме во наредна прилика со нова тема. Поздрав, ние одиме во продолжение со интересен прилог за тоа како да си се мотивираме на работното место. Како да си ја зголемите мотивацијата на работното место? Лесно е да бидете мотивирани кога за прв пат започнувате нова работа. Тогаш возбудата е голема, а секоја нова задача ви е предизвик кој сакате да го совладате за да одите напред. Но, со текот на времето, често се случува работата да стане досадна и монотона, па да ја изгубите својата мотивација, а тоа води до намалување на продуктивноста. Мотивираноста треба да ви биде приоритет, затоа што само така ќе останете на вистинскиот пат кон успехот. За да напредувате во вашата кариера, потребно е да најдете начин да се само мотивирате. Мотивацијата треба да ви доаѓа однатре. Се разбира, може да ви интересираат и постигнувањата на другите или парите што ги заработувате, но за да стигнете далеко во животот, потребно е да бидете силно решени да ги постигнете своите цели. Бидејќи во нашата држава ретко се случува фирмите да водат грижа за мотивираноста на вработените, потребно е вие да најдете начин да се само мотивирате. Следниве совети ќе ви помогнат да ја зголемите вашата мотивација, а со тоа и да бидете позадоволни од она што го работите. Дефинирајте ги своите цели. Најчесто луѓето се демотивираат поради тоа што немаат цели, тоест не знаат што точно сакаат да постигнат во својот живот на професионален план. Задолжително треба да имате цели кои сакате да ги остварите, затоа што ако ги немате, може да останете да тапкате во едно исто место цел живот. Очекувајте дека нема се да оди како подмачкано. Ретко се случува работите да се одвиваат онака како што посакувате, и ако не сте подготвени да се соочите со проблемите и пречките, тогаш вашата мотивација значително ќе опадне. Бидете реални и разберете дека нештата ретко се случуваат според планираното. Размислете за причините поради кои што работите. За да ја зачувате мотивацијата на работното место, не е лоша идеја да имате список со причини поради кои што работите. Доколку една од тие причини се парите, тогаш размислувајте за нештата кои ќе можете да си ги купите со добиената плата. Друга причина може да биде тоа што сегашната работа би ви помогнала да стигнете до нова работа која повеќе ја сакате. Создајте си пријатна работна атмосфера. Ако вашето биро е пренатрупано, тоа само ќе ви создава нервоза и напнатост, особено ако на него стојат стотици документи кои треба да ги прелистате. Тргнете ги настрана во некоја фиолка и вадете ги еден по еден. Така нема да се создава тензија и фрустрација. Направете си визуелен потсетник. На голем лист хартија напишете ги сите должности кои треба да ги извршите во одреден период. Потоа редовно ажурирајте го списокот така што ќе ги зачувате сите задачи кои вие сте ги завршиле. Задачите на кои што во моментот работите и задачите кои чекаат на ред за да ги започнете. Поставете си крајни рокови. Дури и да немате вистински рокови, одредени од вашите предпоставени, вие поставете си крајни рокови за завршување на вашите задачи. Така ќе бидете под поголем притисок и ќе бидете помотивирани да си ја завршите работата на време, а понекогаш дури и пред време. Поставете си граници. Поставете си свои строги ограничувања кога станува збор за работата. Точно одредете кога ќе пристигнувате, а кога ќе заминувате од работа и најдете си време за неколку мали паузи додека сте на работното место. Дружете се со мотивирани луѓе. Избегнувајте го колегата кој постојано се жали дека не му се работи и дека не ја сака својата работа. Бидете во друштво на колегите кои работат со страст и кои имаат позитивен став. Нивната мотивираност нека ви даде инспирација. Наградувајте го својот успех. Без разлика дали ќе добиете бонус за добро завршената работа или не, кога ќе постигнете нешто на професионален план, прославете. Секогаш кога ќе завршите нешто големо или кога ќе имате успешен проект, почестете се со ексклузивен ресторан, купете си ново парче облека, нова книга или посетете козметичко студио за да уживате во некој третман.
Бидете желни да научите повеќе. За да ја одржите вашата мотивација на високо ниво, бидете желни да научите нешто ново и да си ги подобрите вашите способности. Посетувајте курсеви за подобрување на комуникацијските способности. Постојано читајте стручна литература од вашата област. Читајте книги за личности кои успеале во животот. Нивната биографија може да ви послужи како пример. Кога знаете дека станувате подобри, ќе се зголеми и вашата амбициозност, а со тоа и вашата мотивација. Ете така, тоа беше интересен прилог за кариерата и како да се мотивираме на работното место. Сега следуваат интересни информации од светот, кои ќе ви бидат интересни, се надевам. Првата е за Дженифер Гарнер и Бен Афлек, кои добија син. Познатата холивудска двојка Дженифер Гарнер и Бен Афлек добија трето дете. Гарнер роди машко бебе во Санта Моника. Ова е првиот син на познатиот пар. Тие веќе имаат две девојчиња, Вајолет и Серафина, кои имаат 6 и 3 години. 39 годишната Гарнер во август изјави дека е бремена, но полот на детето остана во тајност до самото породување. Гарнер е позната по улогата на агентот Синди Бристоу во телевизиската серија Алиас. Таа се омажи за актерот и продуцент Бен Афлек во 2005 година. Следна информација, ние одиме некаде кај хакерите кои што прават бели низ интернет, низ овој интернет кој што се нуди, уапсени хакери од Anonymous. Станува збор за тоа дека во вторникот Интерпол уапсиле 25 лица осомничени дека се дел од хакерската група Anonymous, а апсењата се случиле во Европа и Јужна Америка. Меѓународната полициска агенција соопшти дека апсењата во Аргентина, Чиле, Колумбија и Шпанија ги извела полицијата на тие држави во соработка со латиноамериканската работна група со експерти за криминал на Интерпол поврзани со информатичката технологија. Уапсените лица биле на возраст од 17 до 40 години, а осомничени за планирање на координарни сајбер напади на институциите, вклучувајќи ги Колумбиското министерство за одбрана, председателската веб страна, страницата на чиленската компанија Endesa, страницата на Националната библиотека и многу други. Апсењата следувале по истрагата која започнала во средината на февруари. Навистина брзо се справиле со овие криминалци. Сега одиме со следна информација, а тоа е незамисливи чуда на природата. Дали се знаеле какви чуда има во светов? Речиси не постои некој кој не слушнал за црните дупки, меѓутоа интересно е тоа што многу помалку луѓе се свесни за една друга фантастична природна креација, односно сините дупки кои се многу поблиску до нас. Сините дупки се вертикални поплавени пештери кои може да се наоѓаат во морето или на копно, а ги има во голем број ширум светот во ниските крајбрежни краеви. Најпознатите се наоѓаат во Белизе, на Бахамите, во Гаума, потоа во Австралија и Египет. Најчесто тоа се огромни дупки со кружен пресек, исполнети со интензивна темно-сина боја, за разлика од водата во околните делови. А циркулацијата во нив е толку мала што тие се аноксични и негостопримливи за живот на морските суштества, но затоа пак се рај за бактериите. Вчера жените ги запросуваа мажите. Многу интересна информација, а тоа е дека на мажите им се допаѓа традиција која датира уште од 5 век, бидејќи така според нив се намалува притисокот, а речиси половината ќе кажат да, доколку партнерките сами ги прашаат дали ќе се оженат за нив. На овој ден, кој е познат како престапен, скоро 10% од жените имаат намера да ги запросат своите партнери, открива студијата на британската компанија PopCap. На мажите им се допаѓа оваа традиција, а околу 36% од нив признаа дека одлично им е тоа што притисокот не е на нив. Речиси половина од нив отворено рекоа дека ќе се согласат на брак доколку им предложи нивната девојка. Дека традиционалното запросување е застарено, смета 1/4 од мажите и 13% од жените. Престапниот ден се јавува на секои 4 години, а жените и мажите според традицијата ги менуваат улогите. Обичајот потекнува од Ирска од 5 век, откако Свети Бриџит склопил договор со Свети Патрик да ја обнови рамнотежата во машко-женските односи. Таа сметала дека жените премногу долго чекаат понуда за брак од своите мажи, па поради тоа на предстапниот ден можат тие да превземат иницијатива. Во случај мажот да одбие да се ожени со жената која му предложила брак, тогаш тој треба да ја купи 12 пара ракавици за да се скрие срамот што не носи свршенички прстен, стои во шкотскиот закон од 13 век.
Ова е така интересна информација. Уште една информација, одиме во Малезија, каде што е забранет концертот на Ерика Баду само затоа што таа имала тетоважа. Малезија, земја во која доминантно е муслиманското население, забрани концерт на Ерика Баду. 41 годишната кантавторка од Далас требало да одржи концерт, но тамошното министерство било ужаснато поради една објавена слика на која на незините голи рамења се гледала тетоважа со зборот Аллах, напишан со арапски символи. Значи тоа била и како за нив голема причина да се стопира еден концерт. Сега одиме со последната информација и не така весела и розова, станува збор за астероид кој може да збрише градови и се заканува на земјата. Американската вселенска агенција НАСА објави дека шансите астероидот наречен 2011 AG5 да удри во земјата за 30 години се 1:625 или понашки шансите се 50-50 или ќе не удри или нема. Агенцијата која се бави и со астероидите кои се преблиску до нашата планета започнала и расправа за тоа на кој начин може да се промени патеката на астероидите, доколку некој од нив представува закана за земјата. Доколку се случи астероидот да удри на земјата, има потенцијал да уништи цели градови и да убие милиони луѓе, бидејќи е само малку помал од астероидот кој довел до исчезнувањето на диносаурсите пред 65 милиони години. Научниците досега можеле да видат само половина орбита на 2011 AG5, но се надеваат дека ќе добијат повеќе информации за овој астероид помеѓу 2013 и 2016 година, кога ќе е можно да го наблюдуваме од нашата планета. Значи 2012 ќе куртулиме, тоа е добро. Сега одиме со настани што може да ги проследите во нашиот град. Мачорот во Чизми кино Рамстор, Ранго кино Рамстор, Полнок во Парис игра во кино Рамстор, Парада во кино Рамстор, 12 гневни луѓе во 20 часот кинотека на Македонија. Театар имате Последните македонци, Драмски театар 20 часот четврток и Парите се отепувачка во МНТ во 20 часот. Луѓе, беше тоа се од денешното издание на емисијата Сончевина. Ве поздравувам вас, ги поздравувам Сашо и Мики ексклузив кои што се наоѓаат позади три бисери. Ја поздравувам навистина квалитетната и оптика со традиција, тоа е оптика Ели која што се наоѓа позади три бисери, изобилува со најсовремени, најквалитетни и најнов дизајн на светски брендови очила за сонце и диоптерски рамки и секако голем поздрав до Ламер Козметика. Ве поздравувам и вас, да се дружиме јутре доколку сакате, исто од 10 до 11 часот. Поздрав, имајте убав ден.